Добро. Ова овдека е сега Сан Кристобал де ла Лагуна и е мало, град исто блиску до Санта Круз де Тенерифе. Ова е Сан Кристобал де ла Лагуна е уствари град што е заштитен од ЮНЕСКО. И дојдов да го видам и уствари ја има таа класична шпанска архитектура и така интересно. Например, во Мексико исто така видов овој беше, како се викаше тој град? Добро, не е ни битно, стар историски град беше во Мексико, исто видов аква слична. Уствари, ако не е иста, шпанска архитектура, што е и нормално. Нели? Чај да видим овдека е, ова е садкулата, што е во градот. Чај да видам уште од овде. Така. И инаку времето малце држливо, малце прска, не е баш нешто, ама сепак е 18 степени. Овие нешто завиткани ги гледам. Еве исто овдека е интересен Starbucks. Starbucks е на долу, а горе имаш конзулат на Мексико. И е уствари во стара куќа, многу интересно. Овдека сакам да ја видите ова плаза, што вика де ла Концепцион. Значи, интересно, еве, ќе видите овдека веќе како централниот дел на градот. И еве зашто е под заштита на ЮНЕСКО. Еве како што може да се види, значи сето се реновира, се реставрира, се е зачувано во духот на старата архитектура. Дури еве некои од скујчиве дури се така криви. Али тоа е убајната. Кај нас, например, се не сакам да споредувам, ама значи, зашто вреди да биде од ЮНЕСКО, вака, ова архитектура сигурно е 500 години стара. Овдека куќите овие се сигурно 300, 400, 500 години стари. Само се реновира, се обновува, не дори ондека горе. Пирамидите веќе се потонати малце. Али овдека има модерни банки, шопови. Еве овдека пак него сато. Така мало фонтанче. Пошто е веќе шо е ова? Великден, сабота ден пред Великден. И се во духот на ова, на Великдена. Имаше процесија преческа
направив и од тоа видео. Сакам само вака да долувам ова, инаку кратко овој град се вика Ла Лагуна. Сакам да долувам колку е така интересен, зачуван. Многу туристи идат само заради архитектурата, само заради вака се види ова старата шпанска архитектура. И еве големи пешачки зони, ова цело, овој стариот дел на градот е веќе што се вика затворен за сообраќај, сето е само за туристи. Прекрасни работи, прекрасни згради. Ете, 14 степени ондека, не знам дали се гледа. Ондека, онде шо е она аптека, 10 и 17, 14 степени е. А дожливо е. Чај од друга страна да видиме. Еве го, овој хотел е. Ете го знамето на горе на ова на Канаринските острови. Инаку Канаринските острови уствари е нешто исто така како автономна единица на Шпанија. Е составен од два големи острови. Едниот е Гран Канарија и едниот е Тенерифе. Тенерифе е поголем остров, деме као најголем остров, али Тенерифе, овај, како се вика, Санта де Круз де Тенерифе. Санта де Круз е најголемиот град во Тенерифе, на островот Тенерифе. И Гран Канарија на другиот остров Гран Канарија. Двата града се околу 1.000.000 жители и двата се уствари се административни центри, уствари го дела. Двата се заеднички главен град на Канарските острови. Значи, двата града дела од администрацијата и онај, кој мислам и заедно тие ја представуваат, двата тие града заедно ја представува престолнината на Канарските острови. Ова и, например, Ла Лагуна не е многу далеку. Идев со трамвај од Санта Круз, од главниот град на Тенерифе. Патував некаде околу 30-40 минути. Инаку острово Сио се пропатува за 1 сат некаде, инаку е поголемина еден од островите како една петтина од Македонија, може и 6. Така да како Пелагонија или нешто слично така. Овдека беше процесијата, ова е една од старите цркви. Овдека беа тие кај што се носеше тоа, кај што се внесе тој постаменто. Така, сега луѓе нормално внатре и тие работи. Инаку интересно, така, градот живее во силна, што се вика, католичка вера. Нема многу транцијаве овдека, има некои 3-4, инаку сето е белци. А географски овој остров припаѓа на африканскиот континент. 150 километри близко до Западна Сахара државата, што
не постои уствари, е окупирано од Мароко. Еве да речеме јужниот дел на Мароко. Така да со 50 километри има инаку од таму. А уште нешто сакам да кажем. Овдека вулкано, во центарот на центарот на Тенерифе има една планина, вулкан, голема, тој ја сликав од авион. Инаку ландничко е таму. Не знам точно колку е високо и сите тие работи, но врво на вулкано е уствари највисокиот врв во цела Шпанија, што е многу интересно. Највисокиот врв на Шпанија уствари се наоѓа во Тенерифе. Так, вака, уште малце да прошатаме по ова, 11 минути ова видео се напри. Уште малце да прошатаме по стариот град на Ла Лагуна и уште овдека нешто да зернеме. Еве, нормално има некои улички за сообраќај и сите тие работи, али претежно е пешачки зони. Еве наваму ете има улица. И наваму веќе ова е веќе излез на старата пешачка зона. Так.